Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Надица, готвач член на нашата веб страница. Надица ќе подготви еден од незините најпопуларни рецепти – баклава со кокос, јогурт и јајца. Да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме делимано ростер и лонец. Да започнеме со подготовка на филот. Изматете ги пенесто јајцата, па додадете ги јогуртот и кокосот. Со бавно матење додадете ги афионот, прашокот за печиво и една кесичка ванилин шеќер и направете рамномерна смеса. Намастете ја ростер тавата и започнете со редење на баклавата. Ставете една кора, па попрскајте ја со масло, потоа друга кора, па попрскајте ја со филот. Повторете ја истата постапка со сите наредни кори. На крајот завршувате со една кора, па масло, па кора без фил. Доколку корите се многу тенки, ставајте по 2 кори наместо една. Премачкајте ја горната кора со мешавина од една лажица масло и една лажица вода, а потоа со пластичен нож исечете ја на коцки, па на триаголници. Печете ја на 160 степени 30 на минути или додека не зарумени. Потоа извадете ја од рерна и оставете ја сосема да се излади. За подготовка на шербетот ставете ги шеќерот и водата да вријат 10 минути. Потоа тргнете го лонецот од оган малку да се излади, околу 5 минути. Па додадете го сокот од еден лимон. Изладената баклава попрскајте ја со другата кесичка ванилин шеќер, па полека со црпалка преливајте ја со шербет на целата површина рамномерно. Оставете ја да стои, да го впие шербетот барем неколку часа, па потоа сервирајте ја со кругови лимон. Оваа баклава, иако е попарена со шербет, е полесна за јадење поради филот од јајца и јогурт. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.